Дали некогаш и ние ќе дочекаме да го прославиме нашиот златен јубилеј, 50 години од матурирањето? Оваа мисла деновиво во Гевгелија е една од честите која не си ја поставуваат само денешните средношколци, туку и сите оние кои своите гимназиски денови ги минале во училишниот центар Јосиф Јосифовски. Поводот за мислата е јасен – прославата на првата генерација матуранти, кои на својствен начин им покажаа на идните поколенија како се победува времето, но и како се истрајуваат предизвиците. Бидам искрен, малку сум возбуден, затоа што не е малку, тие се 50 години и беше прилика да се сретнеме, да се видиме, да се подсетиме на минатото. Така да во целина големо задоволство. Воглавном тие спомени кои оставија печат на тоа време кога бевме млади, кога бевме луди, кога правивме разни мерифетлуци и тоа остана во сеќавање. Секоја генерација, секое време си има своји карактеристики. Ние, например, како ученици тогаш се плашевме од полициски час. Моравме да носиме капи, на капите мораше да има бројки. Денеска младите живеат порелаксирано, а после слободни. Добро. Економски и други проблеми, обштествени, се подруги, али што да правиме? Тоа е се резултат и плод на времето во кое се живееше и кое се живее сега. Тоа е јубилеј што само на нас ни припаѓа, затоа што тоа е прва генерација матуранти. Прва и никој пат не може да биде прва било кој да слави 50 години. Сметам. Некогашниот директор на аеродром, некогашниот амбасадор, професор, сметководител и уште неколкумина ја имаа можноста да ги пренесат своите животни искуства на сегашниот градоначалник на општина Гевгелија, укажувајќи му дека проблемите во животот се неминовни, но и дека не се секогаш нерешливи. Некој мора да биде прв. Дали тоа ќе биде поп, владика, професор и така натаму. Ето, по некоја случајност ние сме први. Меѓутоа, оваа генерација навистина остави длабоки траги во Гевгелија, во развојот на сите области. Освен оваа генерација до овој момент ниту во една прилика не му фрли црна дамка на себе, не си фрли и на градот.